Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Изолацијата поради COVID-19 тешко паѓа и во голема мерка ми отежнува работата, особено што не сум во состојба да правам прилози за актуелните состојби кај нас. Но и тоа ќе помине. А ќе имаме доволно време да ги надоместиме досегашните 2 недели изолација и уште една цела што преостанува. Но, што мора не е тешко. Денеска повторно се враќаме на автомобилите со класични мотори кои имаат извонредни перформанси и чинат баснословно. Opel Vivaro е на струја, а по него ќе дзирнеме во иднината на Infiniti, ќе се запознаеме со обновениот Peugeot 308 кој од оваа недела е присутен на нашиот пазар, а ќе видиме зошто летечката Мамуза стана лимузина наменета за возачот наместо за патниците. И да не потфрлиме со луксузот, започнуваме со уникатно украсениот Rolls-Royce Wraith и Bugatti Bolide наменет исклучиво за напатека. Последното уникатно остварување нарачано од купувач на Rolls-Royce доаѓа од Абу Даби, а како инспирација е нашата собствена планета како што се гледа од Вселената. Екстериерот е завршен во кралско сино, што представува 75% од површината на земјата што е покриена со вода. Сепак, највпечатлива карактеристика е уметничкото дело на хаубата, кој го прикажува сателитскиот преглед на регионот на Блискиот Исток. Центриран на Обединетите Арапски Емирати, панорамата се протега преку Црвеното море, Арапското море и заливот на Оман. Екстериерот е завршен со рачно насликана смарагдно-зелена линија, што ги вклучува Сонцето и 8 планети на Сончевиот систем – Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Спротивно на тоа, внатрешната естетика се фокусира на површината на земјата и на човекот и природниот живот што го населува. Седиштата се изработени од кожа од мокасин, за да имитираат песоци во пустините од Емиратите. Колку чини ова задоволство, никој не сака да каже. Последниот пример на хиперавтомобил што ќе излезе од замокот во Мулуз, а ќе биде наменет, барем сега како стојат плановите само за возење на патека, има едноставно име – Bugatti Bolide. Тој е представен како технолошки концепт, бидејќи со него радикално ќе ја намали тежината на каросеријата околу исконскиот 8-литрен W16 мотор кој располага со 4 турбополначи. Комбинацијата на 1850 коњи со целосната тежина на возилото од само 1240 кг ќе даде извонреден сооднос на тежина и сила на моторот од само 0,67 кг по конјска сила. Тоа го прави најекстремен, бескомпромисно најбрз и најлесен концепт во историјата на компанијата. Неговата максимална брзина надминува 500 км на час, што е побрзо од болидите на Формула 1, а легендарната Nordschleife на Nürburgring, долга 22 км, ја помина за само 5 минути 23 секунди и 10 стотинки. Доволно е да се каже дека главниот инженер Франк Готске става трет подпис на еден Bugatti и му требаа само 8 месеци да створи сосема нов модел околу познатата основа со W16 мотор и погон на сите тркала. Напуштањето на европскиот пазар не го погоди Infiniti.
Напротив, покажа дека фокусирањето на традиционално добрите пазари за оваа марка ќе донесе развој на специфични остварувања кои се ценат таму. Таква е студијата QX60 Monograph, која покрај атрактивниот екстериер нуди решенија за внатрешноста на идните модели и трет ред седишта барани од семејните купувачи. Сегашниот QX60 е популарен кај семејствата и познат по тоа што нуди просторна кабина и удобно седење на 3 реда седишта. Пропорциите на засега студијата Monograph ја илустрираат намерата на Infiniti да ги задржи овие атрибути, додека го трансформира моделот со повеќе аеродинамична, мускулеста силуета. Гледано од страна, Monograph ја покажува својата моќна хоризонтална хауба, мускулести браници и долгото меѓуоскино растојание. Во комбинација со нежно обликуваните површини, резултатот е долг, убедлив, софистициран профил. Високата линија на рамото го крева својот визуелен центар на гравитацијата. Покривот се влева во суптилно интегрираниот спойлер на задниот дел за дополнително подобрување на аеродинамичниот изглед на каросеријата. Секоја од овие мерки создава силен, стабилен став на Monograph QX60. Силно рефлектирачката природа ги имитира квалитетите на течниот метал, дозволувајќи им на површината на телото да ги фати сенките и светлата на околината во која се покажува, создавајќи чувство на динамика. Црниот покрив создава силен контраст со богата боја на каросеријата за драматична визуелна појава. Столбовите, покривот, предното страничното и задното стакло непречено се поврзуваат давајќи панорамско чувство на кабината и промовирајќи чувство на отвореност. Тенки линиски покривни шини овозможуваат практична спротивност на елегантните и спортски пропорции. QX60 Monograph го отелотворува јапонскиот концепт на ма, чувство на минимализам каде дизајнерите бараат хармонија додавајќи ја точната количина на елементи со многу специфично значење за да создадат нешто посебно. Сложените набори на традиционалното јапонско оригами беа инспирација за внатрешната дводимензионална површина, што проектира чувство на тридимензионална длабочина. Истата шема на решетката е ехо во страничните доводи на воздух во долгите агли на браникот. Широката патека и острите линии во каросеријата се комбинираат за да дадат чувство на стабилност и софистициран визуелен впечаток. За сега само студија Infiniti QX60 Monograph би требало да стане комерцијален модел во текот на 2021 година. Дали походот на луксузниот бренд на Nissan ќе почне од Азија или од Америка, се уште не е дефинирано, како и моторизацијата за која мудро се молчи. Помалку несватливо, но и тоа се случи. За следната година е најавена потполно новата генерација на компактниот Peugeot 308, а само 12 месеци пред да се случи тоа направен е благ редизајн кој најмногу се однесува во внатрешноста и имплементирањето на новиот 3D iCockpit. Однадвор како да не е ништо допрено, па размислувањата зошто е направено ова избрзано освежување одат во смер на испробување на некои технички решенија кои допрва треба да бидат аплицирани во новата генерација.
Означена со почетната бројка 3, семејството компактни возила од Peugeot константно еволуира. Не само што со секоја генерација расте во сите смерови, туку има и две генерации деривати на спортско корисни возила. Портфолиото од продадени повеќе од 1,5 милион примероци на актуелниот 308 не се опушта, туку обврзува традиционалните купувачи, но и се повеќе нови, нивните возила да бидат опремени со најновите технолошки трендови. Освежувањето се одвива токму во тој смер, но естетските бенефити се најмногу воочливи. Нова е бојата Vertigo Sina. Изборот на алуминиумски тркала има два нови дизајни, додека во внатрешноста најзабележлив е потполно дигиталниот iCockpit, содржан во панел со висока дефиниција, кој зафаќа 22,5 см и централниот дисплеј осетлив на допир. Секако дека се содржани модерните конективни решенија како што се MirrorLink, Android Auto и Apple CarPlay, кои функционираат со гласовни команди кои важат и за командување на 3D навигацијата. Во списокот, во зависно од пазарот и нивото на опременост, се вбројуваат електронски безбедносни асистенти како адаптибилна контрола на патувањето, препознавање на пешаци во близина на движењето до 60 км на час, автоматско паркирање со систем на камери, автоматско панично сопирање во распон на брзини од 5 до 140 км на час, активен систем за мониторирање на слепиот агол и корекција на траекторијата. Peugeot традиционално се вбројува во врвот на сегментот C според динамичките својства, без оглед дали станува збор за хеџбек или караванската каросерија. Покрај одлично дотераното потпирање на овој имидж допринесуваат моторите. Тие ја исполнуваат нормата Euro 6 и се во согласност на WLTP протоколите. Впарени со мануелен 6 или автоматски 8 степен менувач на избор се две верзии на бензинскиот 3-цилиндричен 1,2 литрен PureTech со мощност од 110 и 130 коњи. Дизелите Blue HDI се 4-цилиндерски од 1,5 литри и верзии од 100 и 130 коњи. За оние кои имаат бензин во крвта ќе се понуди спортската 308 GTI верзија која со помошна турбина ќе испорачува 263 коњи од 1,6 литерска зафатнина. Двете каросеријски изведби, хеџбек и караван, веќе се произведуваат во фабриката во Сошо, а од неодамна е присутна на македонскиот пазар. Цените ќе трпат блага корекција поради збогатувањето на опременоста. Vivaro E е првото целосно електрично комерцијално возило од Opel, а се придружува на Corsa E и на новата Mokka E. Со ова, електричното портфолио на германскиот производител се зголемува во склад со плановите. Доставните возила играле секогаш важна улога кај секој сериозен производител на возила, а кај Opel таа традиција се негува уште од раните почетоци. Електричниот Vivaro има носивост од 1275 кг, што е скоро исто како и верзиите на дизел. E-Combeto е исто така единствено електрифицирано возило достапно со додаток за приколки, што овозможува максимален капацитет за влечење до 1000 кг.
Opel го нуди Vivaro E во три должини, S, M и L, како и неколку верзии на каросеријата, вклучувајќи панел фургон, кабина за екипажот и верзијата со платформа. Повеќето верзии на Vivaro E се високи само 1,90 метри и затоа може да влезат во подземен паркинг. Широк спектар на системи за помош и напредни технологии се евентуално достапни, вклучително и камера од 180 степени со поглед наназад и мултимедијална инфозабава. Корисни карактеристики, како што се лизгачките врати контролирани со сензорите и оптоварувањето преку Flex Cargo обезбедуваат дополнителна функционалност. Со 100 киловати, односно 136 конски сили и 260 Нм вртежен момент од електричниот погонски систем, Vivaro E нуди добри перформанси. Електронски контролираната максимална брзина од 130 км/ч овозможува автопатна брзина, додека го зачувува и електричниот опсек. Софистициран регенеративен систем на сопирањето, која обновува енергијата произведена под сопирањето или забавувањето, дополнително ја зголемува ефикасноста. Батеријата сместена под товарниот простор дополнително го спушта центарот на гравитацијата, што придонесува стабилност при возење во свијаци и на ветерот, дури и кога Vivaro е целосно натоварен. Истовремено придонесува и за поголемо задоволство при возењето. Електрична мобилност е олеснета со разновидноста на опциите за полнење, услуги. Opel Connect и купувачите на Opel Vivaro E може да изберат помеѓу две големини на литиум-ионската батерија, во зависност од нивните потреби, и тоа со 75 кВт за возење до 330 км или за оние кои имаат помалку интензивно секојдневно користење на своето возило со 50 кВт и опсек од 230 км. Во Германија, Opel Vivaro E чини 35.650 евра, но и финансиската поддршка на германската влада во форма на еколошки бонус за електрични возила со батерии се искачи на 9.000 евра до 31 декември 2020 година. Сите верзии на E-Cargo, S, M и L во трите нивоа на опрема, Selection, Edition и Elegance, ќе добијат целосен еколошки бонус од 9.000 евра. Така, Vivaro E-Cargo S Selection е достапен за 26.650 евра. Користејќи станица за полнење од 100 кВт, полнењето на батеријата од 50 кВт до 80% наполнетост трае околу 30 минути или околу 45 минути за батерија од 75 кВт. Она што е важно за флотните купувачи е трајност на батеријата, која е покриена со 8 годишна гаранција или изминати 160.000 км. Со цел користење на Vivaro E да биде уште попрактично, Opel Connect апликацијата My Opel и Free to Move сервис, брендот за мобилност на групата PSA, нуди специјални решенија за електричните возила. Услугите се достапни преку апликации. Функцијата Charge My Car од апликацијата Free to Move сервис овозможува пристап до повеќе од 140.000 точки за полнење низ цела Европа, вклучително и за плаќање. За да им се олесни на клиентите да изберат вистинската точка за полнење, апликацијата Free to Move сервис прави избор врз основа на растојанието до точката на полнење, брзината на полнење и тековната цена за полнење на мрежните опции за јавно полнење.
како и незините браќа и сестри со мотори со внатрешно согорување. Vivaro E нуди невообичаено широк спектар на системи за помош на возачот, кои ја подобруваат безбедноста на професионалците. Покрај head-up дисплејот Vivaro E вклучува помош за одржување во лента, проширено препознавање на сообраќајните знаци, сигнализација за дремливост, предупредување за фронтален судир и автоматско сопирање при итни случаи. Ултразвучни сензори во предните и задните делови на Vivaro E го предупредуваат возачот на пречки при паркирање и ја следи страничната слепа точка. Во зависност од нивото на опремата, сликата на камерата од 180 степени се појавува на 7-инчниот екран чувствителен на допир. Мултимедијалните радио и мултимедијални системи за инфозабава на Vivaro E доаѓаат со голем 7-инчен екран на допир, а двете имаат интеграција на телефони преку Apple CarPlay и Android Auto. Баканалиите со ултраскапите возила ги видовме на почетокот на емисијата. Повторно се враќаме на 6-цифрените изведби, но овој пат како во преден план да избива разумот. Истражувањата кои ги направи Бентли за моделот Flying Spar покажуваат дека, иако е лимузина, се поголем број од купувачите самите ја возат. Затоа е направена верзија со битурбо V8 мотор, поради која голем број на професионални возачи ќе останат без работа. Истражувањата спроведени во последните 10 години покажуваат значајна промена на употребливоста на Flying Spar како модел. Првично употребувана од богатите за да ги вози шофер, сега повеќето купувачи ја возат самите. Истражувањата покажаа дека особено во Соединетите Американски држави и Кина 40% од купувачите патуваат со повеќе од 2 патници барем еднаш неделно. Овие податоци беа употребени да се фокусира големата лимузина на возачкото искуство покрај големиот раскош во просторноста на кабината во која е интегрирана најновата технологија. Затоа, во новата изведба зголемена е агилноста. Во срцето на каросеријата сместен е 4-литрениот V8 мотор со 2 турбопомначи, чија максимална сила достига 550 коњи и достига максимални 770 Нм под границата од 2000 вртежи во минута. Го совладува спринтот до стотка за 4,1 секунда и достига максимални 318 км на час. За да се зголеми економичноста на гориво, моторот може да се исклучи 4 од своите 8 цилиндри во услови на мало оптоварување, кога побарувачката на вртежен момент е под 235 Нм и брзината на моторот е под 3000 вртежи во минута. Промената е најзабележлива за патниците, бидејќи времето на деактивирање е околу 20 милисекунди, десетинка од времето потребно за да се трепне. Flying Spar V8 е за 100 кг полесен од изведбата со W12, правејќи го поагилен со изразена персоналност. Адаптибилното воздушно потпирање, векторирањето на вратежниот момент, динамичната контрола на возењето и електричното управување се стандардни. На ова купувачите може да додадат 48 волтна електрична поддршка и управување на сите тркала.
Ова беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена, а јас ви посакувам да останете во добро здравје, добро расположение и чувајте се себе си и најблиските. До гледање.